Православните верници се подготвуваат за предстојните празници, Богојавление Водици и Свети Јован Крстител. Фрлањето на крст во реките, езерата, базените, па дури и во фонтани е само еден од обичаите кој останал да се практикува кај нас. Се верува дека тој што ќе го пронајде крстот во вода, ќе биде среќен цела година и е кум на црквата. Традиционалното јадење кое што се подготвува за овој ден се пифти со пресна погача, појаснува Анита Стојчевски, кустос, советник етнолог во Националната установа Музеј Куманово. Се празнува во спомен на крштевањето на Исус Христос на 30 годишна возраст во реката Јордан од страна на Свети Јован. Празникот Богојавление го добил по тоа што при самото крштевање на Господ Исус Христос се јавиле Пресвети Тројца, Бог Отец зборува за Синот кој што се крштева, Синот Божи се крстел од Јован, а Светиот Дух во вид на голуб слетел на Синот. Инаку самиот празник започнал да се празнува уште во 3 век и води потекло од Исток, поточно од Египет, а за прв пат се споменува 2015 година од Климент Александриски во списот Строма. Како што и самата кажав, Богојавление денеска во народ се смета за многу голем и значаен празник. Инаку со него се завршува циклусот на божичните, односно новогодишните празници, како и периодот на 12 накрстени денови, кои што траеле од Божич се до Водици, за кои што се верувало дека тогаш царуваат зли демони, караконџули. Нормално претходно били изведувани тие ритуални игри, за кои се верува дека лошото се изгонувало и од семејството, како и од самата средина. Во денешни услови, за самиот празник се вржани повеќе ритуали, обреди, обичаи, за кои се верувало дека ќе донесе напредок на семејството, среќа, нормално и богат посев, а исто така здравје и на стоката и на живината. И сами знаеме дека постои еден голем ритуал, обичај на самиот празник. Свештеникот ја осветува водата, дали тоа ќе биде во реките, езерата или во денешните базени. И верниците одат на самиот ритуал, скокаат по крстот кој што го фрла свештеникот и се верува дека оној што ќе го фати крстот ќе има среќа преку целата година. Ќе напоменам дека при самото истражување најдов на доста и други обичаи, постоело машки водици, женски водици. Значи, прво биле машките водици, за кои што се верувало дента да се капат само машките зетовци, машките дечиња во таа вода и нормално со желба за нивна среќа и за напредок. А додека вториот ден биле женски водици, каде што се капале само невестите и женските деца. Постоело верување меѓу народот дека ноќта баш на Богојавление се отвара небото и Господ се јавува во вид на гулаб. Оној што ќе го види, ќе му се исполни желбата за годината што предстои. Од традиционалното јадење треба да ги напоменам пифтиите и пресната погача, кои што биле актуелни за самиот празник Богојавление. Вториот ден се оди на гробиштата, каде што се раздава за душата на предците, така да и овој празник исто така сврзан во чест на култот на предците. После Богојавление следува празникот Собор на Свети Јован Крстител, кој што е тесно поврзан со крштевањето на Исус Христос на реката Јордан. И овој светец е заштитник на кумството и побратимството. Многу семејства денот го чествуваат како домашна слава, а воедно се слави и како именден.